Добро вечер. Гледате 360 степени на МРТ1. Во ова издание на емисијата донесуваме интервјуа со Максим Димитриевски и со Изет Меджити. Прво ќе го видите разговорот со градоначалникот на Куманово и идеен творец на новиот политички субјект во земјава. Движење Знам за наша Македонија по неговото политичко разидување со СДСМ. Интервјуто го снимивме денеска предпладне во Куманово. Господине Димитриевски, благодарам за ова интервју. Мене ми е чест. Поздрав до вас и до вашите гледачи. Пред точно една недела во хотел во Скопје се случи настан, подпишување на иницијатива за формирање, како велите вие, нов политички субјект. Го нарекувате граѓанско движење Знам за наша Македонија. Ќе се обидете да го реплицирате примерот од за наше Куманово. Моето прво прашање би било зошто бегате од терминот политичка партија? Не бегаме од терминот политичка партија, согласно законот тоа ќе биде политичка партија, но во името на таа политичка партија ќе стои движење Знам за наша Македонија, бидејќи излегува како иницијатива од граѓаните. Во тоа има и пиаровски обид некаков? Нема никаков пиаровски обид. Ние тргнавме со една општа граѓанска непосредна иницијатива за локалните избори во Куманово, со концептот за наше Куманово. Тоа тогаш се уште не беше политичка партија. Така е. И потоа, по тој пример, најдовме истомисленици низ Македонија, формиравме уште 9 такви граѓански здруженија, но за да учествувате на избори и да немате проблем со собирање на потписи за поддршка, моравме да се одлучиме да регистрираме политички субјект. Иницијаторите, како што видовте, се сите председатели на овие здруженија од Македонија, дополнително сите оние граѓани кои што беа во салата, и ја користам оваа прилика да им се заблагодарам на сите за масовноста и енергијата што таму се почувствува. Вие сте илјадитиот што на нотар ја даде потребната изјава. Во каква фаза е сега постапката за регистрирање на политичката партија? Па има приберано повеќе од 1000 потписи кај нотар. Предходно следеше, не знам зошто, може би за прв пат така во историјата на нашата држава, да се регистрира политички субјект, а при тоа да се бара од секој поединец да обезбедат државјанство не постаро од 6 месеци, дополнително да се обезбеди и потврда за деловна способност на физичкото лице, и со тие документи се вади изјава кај нотар. Дополнително ќе се собери иницијативниот одбор, ќе формира собрание од самите потписници кои што всушност ќе усвојат статут со кој што ќе се регистрира политичкиот субјект пред надлежен суд. Кога очекувате дека тоа ќе се случи? Тоа ќе следува веќе оваа недела, значи ќе следува и понатаму ќе зависи од судот, бидејќи ги предавате сите документи, а негово е последно. Да, малку околу тоа што го видовме на тој настан, траеше околу час и половина, внимателно го следев. Двајца од тројцата главни говорници на настанот за подпишување на иницијативата беа едната професорка историчарка со еден неуспешен обид во политиката. Се обиде да стане пратеничка 2020 година преку демократи во изборната единица 1, проверував, добила 217 гласа, најмалку од 14 пријавени листи. Вториот е поранешен висок армиски старешина кој што не успеа да добие НАТО сертификат. Како ги коментирате овие два аспекта, да речем? Тоа се двајца од тројцата главни говорници. Имам високо мислење и за двајцата говорници, што се однесува до успехот на професорката. Мислам дека целиот тој резултат на тие избори и на сите предходни до сега е единствено резултат на црно-сивиот свет во кој што ние живееме. А инаку што се однесува до црно-бел, предпоставувам, мислите? Не црно-бел, црно-сив, бидејќи ние бел немаме веќе 30 години во државата, и дојдено е време да влезе и некоја посвежа боја на политичката сцена во Македонија, каде што ние како субјект тоа ќе го организираме, ќе им го понудиме на граѓаните. Што се однесува до нивните професионални ангажмани, јас не можам
да тврдам во нивно име и тие самите треба да кажат за себе, инаку што се не се од ставовите, мислењата, состојбите во државата, апсолутно сме истомисленици. Што генералот Павле Арсовски, кој што го споменавте, е човек кој што јас го имам запознаено овде како градоначалник, работел и функционирал целиот негов период во рамките на мојот мандат и како председател на Совет и како градоначалник во Куманово, висок воен офицер. Зошто нема добиено сертификат, тоа треба да се праша председателот на државата, неговите предпоставени, но како и да е, знам дека истиот води судска постапка, бидејќи сметам дека ние неосновано и многу некоректно ги изложиме нашите највисоки воени официри на еден јавен бланк каде што дозволивме на нив да се покажува со прст. Замислете, некој ви дал. Председателот на државата не ги дава сертификатите. Да, НАТО ги дава. Тој им е предпоставен и секогаш мора да постои образложение за тоа, бидејќи не можете вие да дозволите како организирана држава да давате сертификат државна тајна, како што и јас сум го имал тој сертификат некогаш од позиција на председател на Комисија за одбрана и безбедност во Собранието, а подоцна да ви се случуваат вакви феномени каде што нема да добиете. Вие имате денеска луѓе во владата на високи одговорни функции, па и на полето на безбедноста, кои што до ден денеска немаат добиено ваков сертификат и треба да се побара официјален одговор. Едноставно голем број на високи воени старешини не се стекнаа со овој сертификат. Зошто? Треба да се прашаат тие кои што го издаваат или пак лично тој на кој што не му е доделен. Да, добро. На настанот видливо отсуствуваше уставното име на државата. Што значи тоа, господин Димитриевски? Значи, еднаш за секогаш да разјасниме овде во емисија кај вас. Република Северна Македонија е официјалното име на нашата држава. Но ниту еден договор, ниту пак било кој член од Преспанскиот договор не забранува да го користите името Македонија. Едноставно по природа на нештата никој на македонецот не може да му го искорени името Македонија од самиот себе си, што значи вас ви е дозволено, вие имате и високи представници на влада кои што го користат ова име. Во секоја официјална комуникација од моја страна како градоначалник со странските представници на состаноците се користи уставното име, но никој не може да ви забрани како ќе ја ословувате државата во официјалните состаноци. Добро, моето прашање беше повеќе во насока на тоа дали имате проблем со новото уставно име, со Преспанскиот договор и во таа смисла, мислам дека ве одговарате на тоа прашање. Секако имам проблем, како што имаат проблеми многу граѓани на оваа држава, бидејќи е многу тешко од македонецот да го искорените Македонија, но како и да е, Северна Македонија го има Македонија. Овие уставни измени кои што се на сила, значи не обврзуваат сите да го користиме во официјалната кореспонденција. Сепак на тој настан каде што видовте, ние се обраќаваме со Македонија, но во официјалната комуникација тоа беше настан организиран за тие граѓани. Таму во таа сала секако дека ќе биде користено уставното име. На настанот за кој зборуваме, една од темите што доминира беше и прашањето за односите со Бугарија, што директно, што преку алузии. Вие во вашиот настап честопати го споменавте и се навративте на тоа прашање низ различни аспекти. На оваа тема ме интересираат неколку работи. Прво, например, зошто ја форсирате таа тема со оглед на тоа што на политичката сцена е прилично гужва на тој план. ВМРО, Левица, значаен дел од својот рейтинг градат на таа тема. Не мислите дека имате многу конкуренција? Не мислам дека има многу конкуренција, ниту пак некоја тема форсирам во општо. Јас ја форсирам единствената реална тема а тоа дека македонецот и граѓаните на Македонија денеска во Македонија живеат сиромашно. Дополнително корупцијата е на највисоко ниво и едноставно нема излез од оваа ситуација. А инаку темата за Бугарија, која што јас бев еден од првите во државата која што јавно ја отворив, ако се сеќавате после она фамозно интервју на БГНЕС, каде што како градоначалник на Куманово, сакајќи
да си го заштитам пред се и личниот, но интегритетот на мојот град, морав да излезам во јавност и да кажам дека ние сами си имаме ослободено во Втората светска војна, не немаат ослободено бугарски или некои други војски, но како и да е, не ја форсирам темата, но вие новинарите секогаш ми поставувате прашање на таа тема и јас сум должен не поради вас, туку поради граѓаните да одговорам на сите поставени прашања. Интересен аспект е овој околу ослободувањето. Сега мислите на Македонија или на Куманово, конкретно во Втората светска војна? Бидејќи еве за Куманово да речеме, ќе ви цитирам извадок од публикацијата НОП на Македонија, издадена 1964 година на 20 годишнината од ослободувањето на Македонија. Автори се генералот Михајло Апостолски и Јован Павловски, во која се објавени низа фотографии, сведоштва, па и мапи дури. Апостолски, знаеме кој е, водачот на македонската армија, ако можеме така да ја наречеме во НОП, вели вака: првата отечествено фронтовска бугарска армија од 12 до 18 октомври се однесува на 1944 година, води жестоки борби за позициите во реонот на Чифтеан. Најтешките биле кај Страцин, кои траеле од 22 до 25 октомври 1944 година. Додека тие напаѓаа фронтално, се мисли на бугарските единици, единиците на Кумановската народно-ослободителна дивизија странично ги напаѓаа германските позиции. После долготрајна и тешка битка на 11 ноември 1944 година, конечно единиците на првата отечествено фронтовска бугарска армија и единиците на Кумановската дивизија го ослободија градот Куманово. Ви го цитирам Михајло Апостолски. Океј. Значи, првин Михајло Апостолски е еден од најголемите воени умови кои што оваа држава во својата историја, понова историја, го имала, но сепак мора да напоменам дека има живи сведоци и учесници и во оваа битка на Страцин и во Народно-ослободителната војна, бидејќи и јас потекнувам од едно такво семејство, па сум имал можност лично да обштам и со еден Дане Цеков, и со еден Трајко Бузо, и со многу големи имиња во Народно-ослободителната војна, македонски револуционери кои што биле соборци и на Апостолски, но првенствено и на Христијан Тодоровски Карпош, кој што бил еден од основоположниците на таа борба. Можно е до толку да манипулира Апостолски? Не, видите, само погледнете ја книгата и датумот кога е пишувано и ќе ви стане јасно. Но како и да е, истиот не манипулира, кажува една вистина. Учествувале сојузнички бугарски војски, кои што предходно биле на другата страна, биле фашисти. Зошто таму не е цитиран ставот на Трајко Бузо, кога на самата таа локација, која што имам посетено многу пати, тоа е битката на Страцин, излегол сам со група своји соборци, им рекол на истите соборци кои што доаѓаат од Бугарија дека до вчера биле окупатори во оваа држава. Ама мислам дека тоа не е спорно. Промениле, дозволете ми да довршам, и ги промениле униформите, но како и да е, ние тоа го почитуваме, но Македонија ја имаат ослободено македонските партизани во сојузништво со екс-југословенските партизани, и мислам дека е максимално некоректно да се импутира на македонскиот народ денеска дека тој кој што своевремено сушност не има поробувано под палка на фашизмот, денес потоа да не ослободува. Имаше една случка, јас бев првиот политичар кој што го одбележа овој заеднички датум. Тоа сакав да ве прашам, што баравте на тогаш борбата на 22 октомври 2017 е тоа. Има многу гости од Бугарија, вие сте практично единствениот висок представник од македонска страна. Значи, на тој ден јас како ново избран градоначалник беше побарано од мене, од тогашниот премиер господинот Заев, да отидам и да ја посетам оваа манифестација која што беше во организација на Сдруженијето Запварс. Тоа е ветеранско сдружение на пензионирани полицајци и воени старешини од активен и резервен состав од Куманово и нивните колеги од Ќустендил. И тоа беше во рамките на оние одбележувања за зближување и одбележување на заедничките позитивни датуми од поновата македонско-бугарска историја, каде што бев замолен да го посетам овој настан. Посетата на тој настан предходно исто така ја посети и Кумановската битка, која што на исто место на Зебарњак се одржува. Бев фасциниран од организацијата и од почита
кои што присутните таму ја покажаа, но сакам да потенцирам една работа. На првото обраќање, господинот Иван Сечанов, кој што и како возрастен човек, мислам дека е доктор на науки од Бугарија, е председател на Патриотското здружение на Република Бугарија и излезе со свое обраќање каде што рече. Ке цитирам: во оваа борба загинаа многу бугарски и многу македонски партизани, кои што беа антифашисти, но бугарската страна претходно беше обучувана од истите тие германци против кои што се бореше. И тоа беше, жртвите од бугарска страна беа големи, но тоа беше влог на Бугарија на самиот крај на Втората светска војна, за да не ја доживее својата трета национална катастрофа. Тоа кажува се. И видите, тоа го одбележаме многу конкретно. И јас поради моето појавување таму добив орден од страна на господинот Каракачанов, тоест како представник на Министерство за одбрана. Во дел од јавни настапи кажувате дека тоа ви бил втор орден од Каракачанов. Дозволете ми, значи следната година повторно бев таму, но веќе говорник не беше господинот Сечанов, туку говорник беше некој од представниците на Историскиот музеј од Бугарија, кој што во едно обраќање кое што не бих сакал воопшто да го напоменам дека беше својствено на самиот момент, рече: тие бугарски земји натопени со бугарска крв, денеска тука сме дојдени да чествуваме во нивно име и така натаму. Покажа еден невиден шовинизам, на што имаше општа реакција од присутните, дури и господинот Сечанов реагираше на таквиот настап и дојде со мене да положи цвеќе на македонскиот споменик. Еве, потенцирам, истражете малку ко новинари, па побарајте го господинот Сечанов и прашајте го за мислење, бидејќи истиот рече дека е учесник на таа битка, учествувал како антифашист, додека, за жал, се уште некои поединци размислуваат како фашисти. И ние, иако договорот со Република Бугарија не беше никаде објавен, беше тргнат од очите на јавноста и така натаму, ние тој договор на самиот почеток го доживуваме како во вистинска смисла на зборот. Да, заради динамика во разговорот. Што толку многу ве вознемирува во преговарачката рамка на Северна Македонија со Европската унија и во протоколот што го подпиша Османи и Генчовска, бидејќи во јавните настапи е очигледно тоа? Првично, на самото подпишување претходно следеа голем број на негации од официјална Софија и нивни официјални представници, без разлика дали се работи представници кои што доаѓаа од парламентот, од владата, за господинот Каракачанов и да не говорам, а во ниту еден момент немаше демант на таквите изјави и ставови од повисоки представници од власта од Софија. И се создаде една општа клима на нетрпение во јавноста, каде што ние политичарите, со таквите потези од наша страна се обидувавме да бидеме во својство на медијатор, но на крајот на краиштата мора да го заштитиме собствениот интегритет, тоест интегритетот на нашата држава. Не можеме да дозволиме да ни се менува историја. Не можеме да дозволиме никој да ни ги ревидира ставовите и не можеме да дозволиме да не убедува никој дека ние имаме заедничка историја. Македонија има собствена историја која што ја креирале нашите предци. Такви сме биле, какви што сме биле во историјата и резултатот на таквото делување е денешната наша историја. Но исто така и обврските кои што ги презема нашата страна се многу поголеми во делот на зголемување на ризиците за губење на идентитетот, македонскиот јазик, македонската култура и воопшто македонизмот. Например, македонскиот јазик каде гледате? Да речеме, прв пат во историјата на односи на оваа земја со ЕУ се подпише еден договор во кој што во јазичната клаузула јасно пишува дека е подпишан и на Macedonian, на македонски јазик. Прв пат во историјата на односите. На кој јазик би требале ние како суверена независна држава да подпишеме било каков договор? Прв пат сега се на француски или на македонски? Не. И до сега биле подпишувани на македонски, ама пишувало на официјалните јазици на страните подписнички. Сега прв пат, откако
почнавме пристапни преговори со ЕУ, Добро, прв пат тоа се именуваше јазикот како македонски. Не бидејќи велите дека во пристапниот процес на ЕУ може да биде доведен во прашање македонскиот јазик. Тоа е тврдењето и фразата на владата во однос на Фронтекс, кога се повикува дека сме постигнале голем успех и резултат, пак сме подпишале еден ваков битен договор, кој што е Не, подпишан договорот на сам по себе македонски не е јазик. важен. Важна е јазичната Но, клаузула. видите, ако одите назад во генезата, ќе видите дека има и други документи во историјата на нашата држава, отворете ги архивите на МАНУ. Има еден труд, а тоа е пишуван од македонски и бугарски врвни академици, каде што се зборува, насловот мислам дека е македонскиот и бугарскиот јазик, различностите и сличностите. Значи, тие на повисоко ниво виделе, дале своји мислења, видување и на крајот заклучиле дека треба да продолжиме да соработуваме. Но овде суштината е, видите, голем број на непринципијалности. Првин денеска јас од позиција на градоначалник, кога разговарам со представници од Франција, дури тоа сум го почувствувал и во Франција, во Дижон, и отворено зборувам дека францускиот предлог е многу некоректен и непринципиелен предлог кон Македонија, истите велат тоа не е француски предлог, тоа е европски предлог. Кога ќе седите со представник од Европската унија или од некоја друга држава членка и ќе кажете предлогот кој што е француски сушност е европски, тие ви велат не, тоа е европски предлог, не, тоа е француски предлог, не е европски предлог, што значи дека има една општа неусогласеност, но истиот е штетен за нас и мора да претрпи одредени корекции. Добро, ќе ни треба една цела емисија, може во следните месеци, да речеме, да организираме едно интервју само на оваа тема и да ги издебатираме сите аспекти. Но сега дозволете во интерес на динамиката на овој разговор. Дали на ист начин реагирате на негирањата и од други соседи кои што доаѓаат кон Македонија и македонците? Апсолутно да. Еве, сакам да ве прашам за еден конкретен настан. Вие сте му домаќин на Драгослав Бокан оваа година, на 26 јануари на Светосавска академија овде во Куманово. Бокан за Македонија вели дека е вештачки конструкт кој треба да се распадне. Дозволете да ви цитирам еден негов настав. Целата историја на модерна Македонија е некој вид артифицијална операција, конструкт на нешто што не е јасно дефинирано ниту црковно, ниту народно, ниту државно. И така натаму. Приказната за Македонија е приказна за еден вештачки конструкт, каков што беше Југославија, и сите вештачки конструкти се распаѓаат како што се распадна Југославија. Вие сте му домаќин на Бокан, беседите заедно Да со ви него. кажам искрено, не знам кој е Бокан. Ама му Ниту бевте ги домаќин, знам, нели? Не сум бил домаќин, бидејќи тоа се настани во рамки на програмата за одбележување на културни настани и манифестации, кои што ги организираат различни организации, здруженија, организации на етнички заедници кои што живеат во нашиот град. А еве ги зад мене кои се сите, ги имаме вкупно. Да знаевте, ќе 9. реагиравте? Апсолутно дека ќе реагирав, не знам кој е Бокан и јас секоја недела имам некаков настан поврзан со заштита на правата на етничките заедници. Нити сум домаќин, нити сум организатор на настанот, а секогаш кога некој јавно и транспарентно не негира и доколку имам информација за такво нешто, реагирам. И многу пати можете да видите мои ставови и за официјалната политика на Србија. Видите, да бидеме многу поконкретни со граѓаните. Почувствувам дека прашањето води во насока вие сметате дека сме поблиски со србите, а не со бугарите. Дали имаме двојни стандарди? Дали имаме двојни стандарди ние како македонци во односот кон Бугарија и кон Србија? Веднаш ќе ви знаете кажам. како секоја втора недела во српскиот печат, и тоа не во било кој, не во маргиналниот, во мејнстрим печатот, ќе прочитате колумна за тоа дека ова е стара Србија, дека овде се случувала десрбизација. А не реагираме на тоа како општество. Видете, сега ќе се обидам во кратки црти да објаснам по однос на македонските, бугарските и македонско-српските односи воопшто со сите наши соседи, но пред се ставајќи акцент на овие два наши соседни народи. Дали сме блиски со бугарите? Да, и како дефинитивно. Вчера имав пријатели од Бугарија на гости, со народот немаме никакви проблеми. Ние имаме проблеми со
политиките кои што во континуитет доаѓаат од официјална Софија и се немаат променето ни 1 милиметар од 48 година назад. Нас Србија не ни го негира ниту јазикот, нити културата, нити идентитетот. Официјално, да. Дозволете ми да довршам. Значи, Србија го искористи моментот, токму во овој момент и го реши проблемот со црквата кој што тлееше со децении. Зошто е така? Едноставно ние сакаат да бидат поблиски со нас во оваа оддалеченост со Бугарија. Затоа многу пати велам дека ние нашиот проблем со соседите, особено со соседна Бугарија, треба да го решаваме на релација Скопје, Софија, Брисел, бидејќи Брисел во моментов ја превзема улогата на преговарач со подпишување на прифаќање на самиот француски предлог и подпишување на протоколите, ние еден билатерален проблем го трансформиравме во мултилатерален проблем, иако претходно тоа беше укажано и од представници на нашиот најголем стратешки партнер, а тоа се Соединетите Американски држави. Но луѓето велат, ние не можеме да ве браниме повеќе од вас самите. Во меѓувреме, председателот, премиерот и сите останати си отишле во Брисел, се договориле за тие услови и тоа е тоа и ќе треба да објаснуваат и сега и во иднина што всушност тоа подпишале и зошто тоа го направиле, кои се мотивите, бидејќи претходеа и подпишување на некои други договори за кои до ден денеска се влечат одредени шпекулации, а никој не излегува да коментира или демонтира. Малку околу новата партија, каде идеолошки би ја сместиле на политичкиот спектар? Значи, знам ќе биде центар кон лево, партија која што е определена, која што првенствено се формира од граѓаните. Иако самиот велите дека по однос на националните теми имате десничарски ставови. Видите, тука нема простор за никаква дискусија, не само јас, сите политички субјекти во државата, неопходно е да ги имаат таквите ставови по однос на националните прашања. Дали идеолошки себе си се дефинирате како социјал? Се импутира национализмот, но многумина што се обидуваат да го кажат тоа, всушност не ја разбираат суштината на национализмот. И јас сум, значи, човек кој што има патриотски чувства, се состанав заедно со своји истомисленици. Сметам дека Македонија е загрозена како никогаш до сега по однос на својот идентитет, а доколку не постои идентитетот и јазикот, не постои ни државноста и ние сме една од ретките држави на која што се обидува да импутираат мултиетничка држава како уредување, а не мултиетничко општество. Вие сепак уверен сум дека знаете дека согласно теорија на држава и право, вие имате два типа на држави. Едните се прости, другите се сложени. Првите се републики и монархии, другите се федерации и конфедерации. Ние сме во онаа првата група на просто уредување. Никаде не постои феноменот мултиетничка држава. Некој мултиетницизмот се обиде да го импутира во државата како облик на државно уредување. Значи, ние градиме мултиетничко општество, Куманово е пример за тоа во Македонија, и Македонија во мало, но дополнително ние во моментот истото мултиетничко општество го трансформиравме во биетничко општество, а тоа е македонскиот народ и албанската етничка заедница. Има многу успешни држави со слични политички системи, како Белгија, како Швајцарија, но тоа е дебата за Мала друг пат. дигресија, имаат сериозни проблеми некои од тие држави, но друга страна е тие се созреани и стари демократи и можат да експериментираат. Нам ќе ни треба време, камо среќа еден ден сите да се чувствуваме како граѓани, а да ја изградиме во вистинска смисла на зборот македонската нација да биде за сите, бидејќи недозволиво е кога ќе одите вие во странство да го извадите македонскиот пасош и кога ќе ве прашаат што сте вие да кажете дека сте припадник на некој друг народ, а не на македонскиот. Дали се уште се дефинирате себе како социјалдемократ, идеолошки зборувам сега, не како член на СДСМ? Апсолутно да, значи по однос на социјалните, економските и сите останати политики, јас сум социјалдемократ, но не либерален социјалдемократ, туку социјалдемократ кој што дава еднакви права и можности на сите, но првенствено доколку сакате да користите социјална или друга помош од државата која што е должна да ви ја обезбеди, првенствено ќе мора и да го заслужите тоа. Во таа смисла уште едно прашање. Каков е вашиот став за правата на ЛГБТ луѓето, да речеме?
Секој може да прави во својот живот што сака и со сопствениот живот како сака и да живее на начин како што тој ќе определи, согласно законот, уставот и сите правни акти кои што се на сила. Јас потекнувам од едно традиционално семејство, за мене такво нешто е страно, сум немал такво искуство, вела дека луѓето го менуваат својот став или мислење кога тоа ќе го почувствуваат на собствена кожа. Традиционалист сум по убедување, имам против заеднички бракови, имам против менување на полот на моја сметка или на сметка на граѓаните, а секој кој што сака да плати може да стори буквално се со својот живот. Имам голем број на своји соработници, некои од нив ми имаат признаено дека припаѓаат на таа заедница, некои не воопшто. Немам никакво негативно мислење кон нив како индивидуи, но сметам дека самото движење е пренагласено и наметнува одредени ставови и мислење на останатите кои што живеат традиционално. Сите оние паради кои што се организираат и сите тие организации, пренагласување на овој проблем само создава дополнителна фрустрација кај мнозинството за одбивност, бидејќи гледаме што се случува во регионот и традиционалните средини како нашата, луѓето се само организираат и паралелно со парадите на гордоста организираат паради со семејства и така натаму. Инаку секој во 21. век може со собствениот живот да прави што сака и да живее. Завршуваме, толку е времето. Само уште едно прашање имам. Кој го плати настанот во хотелот во Скопје? Значи, ние се финансираме исклучиво со прибирање на чланарина од нашите членови. На чие име е фактурата? На име на Сдружение за наше Куманово има склучено договор. Сдружение за наше Куманово прибира, значи има над 1000 членови во Куманово, прибира редовно месечна членарина од сите членови, почнувајќи од обичниот член 60 денари, па до членовите на извршниот одбор 1000 денари и го собираме тоа како износ. Јас лично како градоначалник донирам дел од средства на сметка, од моја официјална сметка и верувам дека така ќе продолжиме и како политички субјект да се финансираме, бидејќи во спротивно сите оние донации кои што ви доаѓаат на рака, под рака или од разни сметки како што тоа го имаат во моментот во останатите политички субјекти во државата, еден ден ви излегуваат на нос. Дали ќе успееме во тоа? Мислам да, зошто? Бидејќи тоа веќе го поминавме на локалните избори. На изборите парите не се одлучувачкиот фактор, туку поддршката од граѓаните и сметам дека ние на овие избори не можеме да се бориме со финансиски средства со останатите, а ќе се бориме заедно со граѓаните што се однесува до Законот за финансирање на политичките субјекти и медиумската застапеност. Истиот ќе мора да биде сменет, како што е еден од првите закони кои што ќе го смениме по доаѓање на власта, ќе биде последниот казнен законник и Македонија ќе ја направиме само одржлива држава во која што секој ќе одговара пред законот и ќе има владење на право и ќе сузбиеме корупцијата. Да. Како исто така го што тоа го направиме во општина Куманово. Нека заживее партијата, ви ветувам, пак ќе ве поканам во 360 Ќе ми биде чест. Благодарам за овој Благодарам на разговор. вас. По интервјуто со Максим Димитриевски, како што најавивме и на почетокот на емисијата, следува разговор со Изет Меджити, пратеник во собранието и председател на новоформираната партија Демократско движење. Интервјуто со чајрчанецот Меджити, кој се обидува да ја предизвика својата довчерашна партија ДУИ, го снимивме во четвртокот на 12 октомври. Во седиштето на политичката партија Демократско движење разговараме со лидерот Изет Меджити. Господин Меджити, благодарам за овој интервју. Faleminderit për ftesën. Ако целта на секоја партија е да дојде на власт, а ако бидеме објективни, Демократско движење само тешко може да стигне до мнозинство во парламентот, што е вашиот план? Избори се ближат. E para, domethënë, formimi i një partie politike nuk është një risi si arrish në skenën politike. Më parim edhe unë kom qenë kundër, domethënë, sepse defaktorizon votën, përçan votën. Prandaj me 13 gusht qenë themelimin e lëvizjes demokratike, një paralelisht kemi kontribuar domethënë edhe në unifikimin e opozitës shqiptare, së bashku me lëvizjen Besa dhe
alternativën dhe nëse deri në korrik ka pas dilemë se çka paraqet opozita, tani më qytetarët kanë alternativë, kanë një opozitë të bashkuar shqiptare, e cila do ketë platformën e vet, do ketë programin e vet dhe do mundohemi të jemi jo një opozitë klasike vetëm të kritikon, po paralelisht pra të kritikojmë, të konstatojmë gjërat, të luftojmë dukuritë e këqija, gabimet dhe të njëjtën kohë pra dalim edhe me vizionin ton, ofertën ton deri si ofertë i qytetarit. До сега имало много обиди да се урне ДУИ, па дори и преку вакви пребези, слични на вашиот, да се подсетиме на Гъзи Мострени. Мислам дека дури Бесана сами може да ја сметаме за дериват на ДУИ, но никој до сега не успел ниту да се доближи, а не да го победи ДУИ. И сега анкетите, ако ги гледаме, бројките, ДУИ го фаворизираат и за следните избори. Nuk mendoj, dhe më thonë mund të tjetë kjo që pëndodhë me Bashkimin Demokratik për Integrim nuk ka ndodhë të 20 vite. Aferat e përditshme, aferat korruptive, aferat shëndetësore, aferat dhe më thonë dështimet në gjitha premtimet dhe programin zgjedhor, mendoj që kjo do I kushton tek qytetari. Pra, synimi jonë është që kjo opozitë e bashkuar të del edhe me ofertë dhe vizion dhe mendoj që kjo do jetë sfiduese në këto zgjedhje. Ato që e njohin skenën politike e dinë që edhe unë kom qenë pjesë e Bashkimit Demokratik për Integrim, 2 herë kom qenë edhe shef shtabi nivel republikan, pra dhe në kohën më të vështirë 2008, pra e njoh mirë subjektin. Mendoj se ka deviju nga idealit, ka deviju nga programet, nuk ka që ka ofron më qytetarit, është kaskadu, dhe më thonë, kjo ekip, I kaskaduar koha. Andaj, ato, dhe më thonë, nëse analizojmë politikisht, 2002-2006 ka fitu me motën BDI UÇK, 2006-2012 pra ka pas një opozitë shumë të dopë pra në krye, në më thonë si që ishtë Partia Demokratike Shqiptare, prej 2012 e këndej populli shqiptarët në Maqani kanë votu për ndryshimet. Edhe anketat edhe numri, dhe më thonë rezultatët zgjedhore, dëshmojnë që populli e do ndryshimin, dhe kjo nuk ka qenë aftësi e BDI-s, kjo ka qenë më tepër pa aftësi e opozitës, andaj ne do përmirësojmë këtë gabim. Tani mo kemi një opozitë të bashkuar, e konsoliduar, e cila nuk e ka hallin e baraktarizmit, po thjesht pra ka ardhur në përfundim që situata është alarmante me migrimin e të rive, alarmante është në aspektin ekonomik, alarmante është me devijimin si që në kazinot, kredite shpejta, dukurit negative, pra është një qeveri se jo që nuk I përmbush programin dhe ato që I ka premtuar në zgjedhje, po është një qeveri cila është Дел од овие работи не се нови за кои што зборувате како феномени, кога бевте дел од ДУИ не зборувавте вака отворено за тоа? Например, тема казина. Казина не е од сега тема. Казина е со децении проблем. Pa. E para, dhe më thonë, më herët në BDI nuk ka ndodhur pra pas formimit të kongresit 3 vite mos ketë kryesi qendrore, mos ketë debat, mos ketë analiza. Mendoj që edhe ju e mbani mend ato debatet e gjata, mbledhjet e gjata ka 12 orë, 14 orë, dhe mendoj se aty janë përmirësuar shumë gjëra, dhe më thonë gabimet e njëri tjetrit, e kemi ndihmuar njëri tjetrin dhe kemi ndalë do procese negative. Sa I përket kësaj dekurive të fundit, lotarisë së Maqanisë, e thamë me shumë përgjegjësi, jo Bashkimi Demokratik për Integrim, po edhe PPD-ja prej viteve 90 deri më 2020 nuk ka pretenduar parti shqiptare që të ketë drejtorin e lotarisë, që të pozicionohet e lotaria, që të kontrollon kazinot, që në 2 kazinot kryesore pra bordet udhëheqëse të udhëheqen nga familjar dhe njerëz të kabinetit dhe antar kryesie qendrore, kryetar dege. Pra këtë nuk e ka bëu Bashkimi Demokratik. Ама имате вие близки во тој бизнис? Për shembull, Го знаете името сега, да не го именувам човек. ja. Рафет Моминович. Rafet Mominović është I afërt me mu vetëm pse qytetari I Çajerit. Do të thonë nuk ka asnjë afërsi, as familjare, as gjë tjetër. Ai ka udhëheq Ligën e Bosnjakëve, Partinë e Bosnjakëve, e cila domethënë ka qenë në koalicion me Bashkimin Demokratik për Integrim, me Ali Ahmetin,
Domethënë nuk ka po koalicion me Ама на следни избори ќе трче за вас. Dhe një periudhë domethënë ka qenë edhe antar i kryesisë qendrore të Bashkimit Demokratik për Integrim. Pra nuk ka asnjë lidhshmëri unë dhe edhe ai. Kjo është një tendencë domethënë kur i kemi zonë domethënë me emra në borde, me dy kam domethënë të futur në kazinot, në kredite shpejta, mundohen gjendë diçka që për thamë të gjithë jemi të njëjtë, pra të gjithë jemi të përzier. Unë e thamë me shumë përgjithësi, domethënë që unë dhe askush nga Lëvizja Demokratike nuk ka asnjë lidhje me këtë biznes të kazinove, prandaj edhe e tham haptazi, e thash në një medium, po e tham edhe tek ju, për mu më mirë është të mbyllim krejtësisht kazinot, sepse ato nuk i sjellin dobi shtetit dhe qytetarëve. Дури на Рафет Муминович. Па. Околу обединувањето на опозицијата за кое што зборувате, што е со Алијанса за албанците? Дали разговарате со нив? Бидејќи тие се реално власт сега. Po, ata fatkeqësisht mendoj, nëse shohim çka mendon antarësia e tyre, strukturat e tyre, në vend se të kishin qëndruar dhe ta mbajnë bajrakun e opozitës, ata në një qeverisje të këtillë pra u futën dhe u shndruan pra një paterist për ta shpëtuar Artan Grubin qeverisjen, sepse nuk do kishte numra, do kishte rrethana krejt tjera. Po atë është çështje e brendshme. Mendoj që elektorati i Aleancës për shqiptarët është ndërtuar mbi narrativin, domethënë anti-BDI, anti-politikave të Bashkimit Demokratik për Integrim në këto 15 vite, dhe mendoj që nuk janë në rahat në një kombinim pra me Bashkimin Demokratik për Integrim. Unë jam i bindur që edhe nëse mbesen pra në listat të përbashkëta me BDI-n dhe me Partinë Demokratike Shqiptare, elektorati i dëshpëruar i tyre ose do qëndron shtëpi ose një pjesë e mirë do voton opozitën shqiptare, sepse ato e përkrajnë frymën opozitare. Dhe duke ditë këtë, unë i bëj apel pra edhe në shfrytëzoj rastin edhe këtu, që ta rishqyrtojnë pozicionin e vetë dhe të vinë këtu ku e kanë vendin, pra tek opozita shqiptare, ta bëjmë ndryshimin, të krijojmë një erë të re politike në Republikën e Maqedonisë së Veriut, sepse do jetë e shëndetshme për demokracinë, e shëndetshme për proceset. Има и обратни анализи дека ДУИ плюс Алијанса е убедлива победа против трите други партии. Mendoj që anketat dhe tereni nuk e thotë këtë. Ne jemi në një situatë që është shumë e ngjashme me vitin 2016, ku populli është i friksuar, sepse tash ka një presion të hatashëm nga ekzekutivi, edhe kryesisht nga Bashkimi Demokratik për Integrim, të cilin edhe unë nuk po e njoh. Gjithë ne që menduam ndryshe u shkarkuam nga pozicionet. To zbëruat? Ne. Përkundrazi, domethënë, më herët kemi pas mendime ndryshe dhe ato mendime janë diskutuar në kryesinë qendrore, janë debatuar dhe shpeshherë dhe kanë ditë edhe të fitojnë mendime ndryshe dhe i ka dalë mirë shqiptarëve dhe Bashkimit Demokratik për Integrim. Kësaj radhe pra, tjetërsimi shifet bashkë aty që u shkarkuan nga pozicionet qeveritare, u shkarkuan nga pozicionet partijake. Nuk i mjafton kjo, largohen nga puna, gjithë ato që janë me kontratë vepër, bile shkojnë aq larg që edhe në një higjenë komunale, pra i prekën punëtorët, ato të cilët e kanë ekzistencë, domethënë mbajnë familjet e tyre, dhe mirëpo situata është identike me vitin 2016, atëherë kam qenë në taborin tjetër, ku ne kemi pas shtabet përplot, percepcioni që ka qenë krejt ndryshe, po ditën e zgjedhjeve rezultati është ndryshe. По избори меѓу условно кажано македонските партии, каде гледате партнер? E para, domethënë, ne nuk mund ta ndryshojmë realitetin politik në Maqedoni. Ne jemi të fokusuar tash rreth unifikimit të opozitës shqiptare, rreth detektimit dhe luftimit të këtyre dekorive të opozitës, të cilët kanë një devijim të skajshëm. Dhe paralelisht po punojmë domethënë edhe ndërtimin e programit, platformës tonë, ideve, domethënë të cilët janë joshëse për qytetarin shqiptar, për votuesit shqiptar dhe jo vetëm. Овај да ве прашам идеолошки како се дефинирате себе, каде сте вие вредносно? Qendër në të djathtë, domethënë, pra du të potencoj që forcat tona, domethënë energjitë tona, departamentet tona do fokusohen tek oferta e mirë e qytetarit,
Dhe kjo do bën ndryshimin tek shqiptarët në Maqedoni. Ne do jemi fitues në zgjedhjet e ardhshme, ndërsa në taborin maqedonez Не само етничка понуда. po, është e vërtet që nuk do jetë vetëm etnike, ne ju bindi edhe në këtë emision që oferta jonë, propozimet tona, dhe më thonë dhe jenë në dimenzionin e arsimit, në dimenzionin e shëndetësisë ekonomik, të cilët do i tangojnë qytetarët, jo vetëm shqiptar, po qytetarët në Republikën e Maqedonisë. Кој е по-прифатлив партнер за вас? ВМРО, ДПМН или СДСМ, имајќи ги предвид ставовите на двете партии? Nuk lodhemi me atë punë, ne kemi lënë qytetarit Maqedonos të përcaktohet, domethënë ai cili do jetë fitues, ai cili Ако го изберат ВМРО, ДПМН, ќе одите со ВМРО, ДПМН? fundi domethënë numrat në parlament do determinojnë domethënë qeverisjen e re. Pra duhet ta rikthej që fokusi do jetë tek zgjidhjet, domethënë dhe për shumë çështje nuk na kanë faj vetëm pala maqedone, siç është çështja e arsimit, ku ne do dalim me idenë tonë, pra që edhe pse janë 3 universitete në gjuhën shqipe, prap 30 deri 40% e maturantëve më të mirë shkojnë në Universitetin Kirill dhe Metodi. Колку Dhe пати kjo do на na detyron, domethënë që ne do dalim me idenë për fuzionimin e 3 universiteteve, të cilët nuk ka nevojë të mbyllen, mund njëri të jetë për shkencat teknike, njëri për shkencat natyrore, njëri për shkencat shoqërore, po me automatizëm kjo do arrit vlerën e atij universiteti në listën e Shangajit dhe do ofron qytetarëve, domethënë studentëve një diplomë shumë. Кога сме кај потенцијалните партнери по избори, колку пати на ден зборувате со Христијан Мицкоски? Po thuj se nuk ndodh domethënë jo në ditë, po as brenda muajit. Domethënë ne jemi të fokusuar kryesisht pra në ndërtimin e strukturave të lëvizjes demokratike, strukturimin, programin, idetë, kontribuojmë në përditshmëri, domethënë edhe për unifikimin dhe qëndrimet unifikuese të opozitës shqiptare, dhe nuk na mbetet kohë që të merremi. Во еден друг ваш јавен настап рековте дека и СДСМ и ВМРО ДПМН треба да знаат дека услов за соработка по избори ќе биде да се донесат уставните измени. На што точно мислите кога го кажувате тоа? Може ли да појасните? Domethënë shumë qartë jemi në këtë qëndrim që prioritet mbi prioritete i qytetarit shqiptar dhe i qytetarit në Republikën e Maqedonisë së Veriut është integrimi evropian dhe ne jo me çdo kush do jemi pjesë e ndonjë ekzekutivi i cili nuk do ketë domethënë prioritet ta fillon domethënë punën si ekzekutiv me integrimet evropiane. Значи услов се уставните измени поврзани со така наречениот француски предлог. Ne nuk kemi zgjidhje tjetër, nuk kemi alternativë tjetër, pra ne nuk e shohim veten të jemi pjesë e një ekzekutivi i cili nuk do ketë orientimin euroatlantik. Dhe këtë kemi dëshmuar para 2 viteve, domethënë ishte kontribut i Kastriot Rexhepit dhe imi që arritëm pra ta mbajmë Maqedoninë në rrugën e euroatlantike. Për ndryshe, mos ishim ne, kontributi i lëvizjes demokratike tani më. Ако вие бевте човекот за врска со Qeveria Кастриот Реджепи, тоа беше и идеолошки трансфер или лукративен трансфер? Ne, përkundrazi domethënë, unë e tham me shumë përgjegjësi, po mos ishte lëvizja e zotit Kastriot Rexhepi, sot në qeveri do ishte Levica, dhe nuk e dija a do ishte Maqedonia kjo që është edhe e drejtuar kështu si është. Уште малку за тоа што мислите дека ве прави различни од ДУИ. Вие лично, господине Меджити, сте долго во политика. Од 2005 до 2017 сте градоначалник на Чаир. Пратеник сте, висок функционер на ДУИ во меѓувреме. Тоа троши, ќе се согласите. И политички, и од аспект на корупција. Зошто на Изет Меджити да гледаме различно од Артан Груби, да речем? Особено што Артан Груби не бил толку долго на позиција како вие. Po paramendot po t'ishtë. Më thonë ka zgjatë në politikë, në çfarë drejtë do ishte Bashkimi Demokratik për Integrim, ose situata politike. Ajo që mund ta them është që shqiptarët në Maqedoni prej 2012 të këndej e duan ndryshimin, dhe ajo është e shëndetshme për demokracinë dhe proceset. Është fakt që nuk ka qenë problemet e popullit, nuk ka qenë të aftësia
e qeveritarëve, po ka qenë të pavësia e opozitës, të cilët nuk kanë qëndruar unik, nuk kanë dalë në platformë të përbashkët. Edhe unë du t'i kontribuoj domethënë kësaj çështje që të vjen deri tek ndryshimi për shqiptarët në Maqedoni. Po pa bërë ndryshimin tek Bashkimi Demokratik për Integrim, nuk mund të vjen ndryshimi tek shqiptarët, sepse ato kanë pas më shumë se 50% të votave. Да бе, подсетам на коментарот на господинот Ахмети даден во интервју за 360 степени кога го прашав зошто дозволи едно негово политичко чедо како Изет Меджити да се оди од Дуи. Тој рече, па сега кога Меджити зборува против Дуи, исто како кога ќе плукнете нагоре, плунката ќе ви падне во лице. Сакајќи да каже, сега кога Меджити зборува за тоа дека Дуи е криминализирана, дека има корупцијски скандали, како себе си се иззема од сето тоа. E para kjo që ndodh në BDI, domethënë nuk ka ndodhur në 20 vitet e kaluara. Domethënë nuk flasun, nuk flasin mediat, flasin аферата. Дали може би навистина медиумите се заслужни за тоа? Ние 20 години речиси да не се занимававме со така наречените афери, бизнис интереси на Дуи. Не е дека веројатно ги немало. Еве, например, сега да ве подсетам, деновиве се појавува еден податок дека општина Чаир, сега под раководство на господин Ганију, во ваше време, со две фирми, со исти собственик, има склучено договори вредни повеќе од 15 милиони евра. E para dhe më thonë, më herët në BDI ka funksionu organet, ka funksionu debati, ka funksionu debati për e kontra dhe ka ndodhë dhe më thonë që të ketë një korektor apo edhe një opozit në brenda BDI që i ka ndalu shumë procese. Mu vjen keq që me këtë me mente Zotit Grubi, vjen keq që Zoti Ahmeti ka ardhur në këtë drejtë që të përfolë dhe më thonë për mënyrë të përditshme për afera korruptive, të cilët nuk kanë qenë karakteristikë e BDI-s në të kaluarën. Одговорете ми за две фирми, за Енергоинвест Трейд и за Бауер БГ, за кои што се појави информација дека и во вашите мандати и сега практично исти собственики имаат, а се склучени бројни договори во голем износ за општински буџети. Përgjigjem parën se dy pyetje është, domethënë, kjo është 9 pyetje. Atë që du të them, në këto biznese, pra të dyshimta, e flas me shumë përgjithësi, kazino, kredite shpejta, që është legalizimi i fajdes, dhe disa tjera, pra asnjëherë nuk ka qenë involvuar Bashkimi Demokratik për Integrim në të kaluarën. Добро, била во други бизнеси, во градежништво. Këto janë dukuri deviante, të cilat sjellin domethënë Може ли да ве прашам за нешто? Чиф изуме да се градат згради без одобрение за градба во општина Чаир и да се легализираат со тоа што ќе се заведуваат под стари архивски броеви? Чиф изуме тоа? Para domethënë se defokusove desha të përgjigjem pyetjen e parë. Po okay, absolvuam domethënë. Sa i përket kampanjës tash që ka filluar, sepse kontrollojnë media, kontrollojnë portale për tenderin, domethënë 16 milion euro, ka të bëjë me sheshin Skënderbej, që ka mbi 10-15 vite, që kanë qenë mjetet të qeverisë së Maqedonisë, të lëshuara në buxhetin për të dedikuara për projekt konkret. Domethënë nuk ka, sa i përket ndërmarrjes, e njëjta ndërton edhe sot, domethënë prokurorin e ka marrë të renovojë, janë firma domethënë me kapacitete serioze. Sa i përket komunës, mendoj që mjaftueshëm kum qenë atje 3 mandate dhe nuk ka asnjë vepër penale në këto 20 vite, domethënë si kryetar komune. Што не значи дека не се случило, може би не е откриено. Што ако се докаже дека навистина има злоупотреба на стари архивски броеви за легализација на нови дивогради? Sa i përket domethënë ndërtimeve të egra, në nivel të Maqedonisë ka mbi 500.000. Domethënë dhe nëse shtojmë me numrin e banorëve, domethënë do del që çdo familje domethënë është involvuar te ndërtimet e egra. Nëse nuk do kish ndërtimet e egra kanë qenë domethënë edhe në kohën kur kanë qenë kompetencë e Ministrisë së Transportit dhe jo komunave, dhe ai mandej ka vazhduar. Не го демонтирате ова што ве прашувам. Faktikisht u asqaroj, domethënë se për atë arsye, domethënë në nivel të Maqedonisë disa herë kanë sjell ligj për legalizim. Po mos kish pas ndërtimet e egra prej Strumice deri në Struk,
Pra nuk do kishte nevojë as për të sjell ligj për legalizim. Pra qytetarët në Çajër, domethënë nuk kanë bërë asgjë më shumë se atë që kanë bërë domethënë në nivel të Shkuprit dhe nivel të Maqenisë, dhe kjo çështje fundit Много прецизно ве прашав за злоупотреба на стари архивски бројчиња за нови дивоградби. Сега нема актуелен закон за легализација на дивоградби, вие тоа знаете. Ако сега некој направи дивоградба, не може да ја легализира. Треба да се урне. Domethënë në esencë aty është për shkak pengesës së ligjit, domethënë për planifikim hapësinor që tani nuk janë domethënë ka shumë kompetenca qeveria, qyteti, vonohen dhe kjo i ka detyruar qytetarët sepse në fund qytetari ndoshta me ligj për ndërtim apo me legalizim paguan komunalet e njëjta. Në Çajër janë diku 200 euro për metër katror, domethënë nuk favorizohet në këtë drejtim. Сум чул и за вас да бие глас дека сте комшија на многу чаирчања, слично на некои други скопски градоначалници. Дека имате скриен имот во многу градби. Mendoj që 20 vjet ato që e kanë përfol këtë është desh të zbulojnë, domethënë kjo është vetëm një propagandë e qeveritarëve se e kemi prek në Ке се согласите дека скриено собствеништво не е непознат феномен во Северна Македонија, напротив. Така? domethënë si fenomen ekziston. Po pyetja është konkrete, deri tash domethënë do kishin zbuluar, nuk do kishin lënë domethënë që Имате në непријавен имот Нема, во Албанија? нема. Во какви релации сте со, например, Айри Шеј? Да, се знам. Во какви релации сте? Се знам од студентски години. Имате бизнис? Не сум во фамилиарна врска, не сум во политичка, значи Дали сте лобирале фирмата да го презаме track and trace системот во Македонија? Знаете зашто станува збор за следење на акцизните стоки. Прво, значи, тоа е фирма значи, која постои 30 години. И вие колку Ахмети, кога ќе се најдете во тесто на македонски? Не, мислам, не ми е проблем ни македонски, тоа имам студирано на македонски. E para domethënë është firmë domethënë që ekziston prej viteve 90, është e Shqipërisë, është në Kosovë, është në Maqeni, është firmë e suksesshme dhe nuk di për projektin fjalë, domethënë nuk di a e realizon apo jo. Уште за неколку имиња сакам да ве прашам. Како би ги дефинирале вашите релации со Еркин Айдин, Ејуп Адеми, Дритон Шуки? Сите имаат добро разработени бизнеси. E para, të parin nuk e njoh, nuk e di kush është. Dyta, Ejupin kum pas shef kabineti në komunë, Dritoni funksionon në Kosovë me biznes, domethënë nuk ka është njëri biznes. Немате скриено собствеништво во дел од нивните фирми? Ja. Околу една друга актуелна тема сакам да ве прашам. Каков е вашиот став за ова што денуве се случува меѓу Израел и палестинците од Газа? E para, domethënë me keqardhje shohim domethënë humbje të jetëve atje. Është një konflikt domethënë gjatë kohë domethënë që zhvillohet, uroj domethënë që sa të mbyllet sepse humbin njerëz të pafajshëm nga të dy anët, humbin jetë qytetarë domethënë të thjeshtë. Uroj që ta mbyllin këtë sepse kjo edhe reflektohet domethënë edhe në qiellin ton. Од демократскиот свет главно стигаат осуди за тоа што го прави Хамас. Jo hiç më larg domethënë pata një takim me deputetën kolegën Mizraki dhe kemi biseduar domethënë që këtu domethënë spaku të mundohemi që këtu në Maqeni mos se reflekton domethënë ajo që ndodh në atje në lindje, këtu të rrujmë domethënë atë bashkëjetesën fetare, më herët ka pasur edhe bashkëpunim ndërmjet komuniteteve fetare të ndryshme, Bashkisë Islame, Kishës Ortodokse, komunitetit hebreik, që sa më pak domethënë të ketë ndikime nga kjo e keq. Во сега еден малку поширок контекст, а сепак поврзано со тоа, каков став имате кон радикализацијата на одредени муслимански кругови, особено во општина Чаир?
Mendoj që ky fenomen është prej si pasojë pas viteve 90-ta, mendoj që bashkarisht edhe qeveria dhe komunat duhet të ndërtojnë politika, domethënë që të ketë më shumë investime në sport, në programe të ndryshme, domethënë sociale, që të jenë inkluzive dhe të mundësojmë të rive, domethënë që të kenë alternativë se ku dhe kalojnë kohën Со e Реджеп lirë. Мемиши лично се познавате? Ne. А знаете кој е Реджеп Мемиши? E një, dhe më thonë që është hoq, por nuk e kum takuar, dhe më thonë asnjëherë në jetë, por unë nuk jam i prirë, dhe më thonë, ti konstatojmë probleme, dhe më thonë, thjesht pra të rive, duhet i apim alternativ, programe të ndryshme, inkluzive. Подготвени сте и на тоа да работите? Sa për informim, dhe më thonë, Komuna e Çajirit është pjesë e projektit Strong Cities, ku hynë, dhe më thonë, edhe kryeqendra të rëndësishme të Evropës. Hiç më larg, zoti Ganiu ishte në New York, dhe më thonë, para një muaji, dhe më thonë, konkretisht në këtë program. Së bashku me Ambasadën e Amerikës kemi hapë edhe Youth Center, dhe më thonë, në Komunën e Çajirit, dhe po punojnë, dhe më thonë, në programet të cilët dhe ofrojnë rinis solucione alternative, programe të ndryshme që të kenë mundësi pra të jenë inkluziv këto tema. Благодарам за овој разговор. Faleminderit edhe juve. Поредот на нештата следува саботажата. Автор е Сречко Поповски. Секоја учителка со задоволство се сеќава на генерациите кои поминале низ незината школа. Бидејќи не се правеле записи, немало технички можности за онлайн настава и дел од часовите се држале по дома. Спомените се уште живи и мора да се пренесуваат од колено на колено. Најмаркантните се разбира дека се најинтересните, бидејќи низ учителот и низ ученикот се огледа цел еден период низ кој поминала државата. Ја пројде 7 дена, иди кај него, Љупка ми вари кафе, он се обтегнал на тросет, се чеше тоа стомак, он вика, мај сега да те прашам, шо прочита да разговараме малку интелектуално. Ајма сега не ме замарај до вчера, еве игравме карти, не знам, бил у Маврово, не знам што, и си одлага. А можеш ли, вика, да ми раскажеш што се раскажеш? На брзинка, ја. Викаме, чекај бе, ти 600 дели, да ти раскажам, книга да ти раскажам. Тие што не сакале да присуствуваат на наставата, биле лоши ученици или застраниле, се разбират дека заслужуваат да бидат ставени на столот на срамот. Ним, според учителката, треба да им се суди да бидат лишени од сите граѓански права. Листата е долга, но челната позиција е непроменета. Почнувајќи со Шекеринска, која влезот на Македонија у НАТО го прогласи за дострел на незината генерација. Види, ваква фашистка нема право да биде, да живее меѓу македонци. Тој што одлучува за правото на живот или на смрт се повикува на нормите кои важат во новото време, кое почнува да се мери откако така заповедал новиот бог на земјата кој тие покорно го следат. Тие што не знаат, може да научат од кога тоа всушност почнува. 2023 година, значи ја маркираше, е нултата точка од која почнува ново сметање на времето. Новото сметање на времето последно, што беше, е воскресението или раѓањето на Христос. Точно тоа филозофот, не политичарот, филозофот Владимир Путин го искажа на овој Валдај. Тоа ново доба и тој нов бог веројатно е сосема нормално да имаат влијание и врз креирањето нови истории, уште по-нормално нови географии. Тие знаења не се општо познати, па затоа право да ги соопштуваат имаат само избраните. Знаете ли дека Македонија на 9 подземни езера лежи ве човек? Да. Тајланд е прв, 26% има од вкупните водни резерви на планетава и затоа му прават стално вакви Циркузи. И овдека ова
Ова, Македонија... У Европа сме има ја. извор од неа. И ти сега, со 24 извори си, од Карпатите нааму, по 1000 години низ разни филтри проаѓа за да дојде до овде вода. Поентата е дека се наоѓаме на копчата на светот и дека од нас зависи кој ќе биде сит, а кој е гладен, кој ќе остане жеден, а кој сладко ќе се напие. За сето тоа да се реализира, потребно е само да се оствари уште еден сон. Ја едва и чекам, маштам холандската амбасада да ја затвориме, британската и америчка. Тоа ми се соништо, ќе се ослободи Македонија од еден голем терен. И на крајот, товарот е толку тежок, ама за полесно ослободување од него треба што поскоро да се стаса до Перница. Ајде да идеме. Чекај прашање. Абе, јас сум стар човек, чакам да идам да спијам. Не се во прашање годините, ама сепак најдобра препорака е да се легне и се тоа да се преспие. Како во сон. Вечерва траевме малку подолго од вообичаеното. Благодарам за вниманието со кое не следевте. Се гледаме повторно в четврток во 20:15 овде на МРТ1. Пријатно!